Првата светска војна беше империјалистичка војна за нова поделба на светот, која траеше од 1914 до 1918 година, а беше предизвикана од империјалистичкиот блок на централните сили, начело со Германија и со Австро-Унгарија, против вториот империјалистички блок на Антантата, начело со Франција, Русија и со Англија. Овие сојузи на централните сили и Антантата беа создадени во текот на низата судири во Европа и надвор од неа, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, а тие судири и Првата светска војна се појавија како резултат на незадоволството на централните сили од дотогашната поделба на светот од страна на старите колонијално-капиталистички земји на Антантата. Германија и нејзините сојузници долго се подготвуваа за оваа војна. За почетокот на војната имаше повеќе поводи, а војната започна со познатиот Сараевски атентат на 28 јуни 1914 година, кога беа убиени австро-унгарскиот престолонаследник Фрањо Фердинанд и неговата сопруга Софија. Се чекаше дури довој непосреден повод, кога Германија и нејзините сојузници почувствуваа дека се подготвени за молскавична офанзивна војна. Но натамошниот тек на настаните ќе покаже дека ги преценија своите сили и можности во тие толку влошени војно-политички услови во Европа и во светот. По објавувањето на војната од страна на Австро-Унгарија против Србија на 28 јули 1914, обидите да се спаси мирот не дадоа резултат. На 1 август Германија веќе ја објави војна на Русија, а потоа и на Франција. Веќе на 4 август Германија изврши напад на Белгија, на што Англија реагираше со објавувањето војна на Германија и на низините сојузници. Надежите на централните сили за молскавична офанзива не се остварија. Германското напредување во Франција беше запрено. Руските сили навлегоа длабоко во источна Прусија, Галиција и во Буковина. Србија успешно се спротистави на Австро-Унгарија во Церската и во Колубарската битка. Воените услови уште повеќе го актуализираа прашањето на Македонија во разните дипломатски комбинации и обидите на завојуваните блокови да ја придобијат на своја страна Бугарија, која од тактички причини изигруваше неутралност. Од друга страна пак, до октомври 1915 година, српската влада регрутира од Македонија вкупно 53.088 младинци во својата армија, од кои 44.496 македонци, 8.481 турци и албанци и 111 евреи, кои беа упатувани на фронтот кон Австро-Унгарија. Грција, која објави неутралност, исто така регрутираше во својата армија околу 20.000 македонци од егејскиот дел на Македонија. А масовна регрутација и мобилизација во пиринскиот дел од Македонија и среде македонската емиграција изврши и Бугарија. Така, близу 100.000 македонци се најдоа во воените униформи на 3 балкански армии, со нескриени амбиции да заграбат и да поробат што поголем дел од Македонија. А македонците, како и во времето на Балканските војни, беа принудени да ја пролеваат својата крв за империалистичките апетити на соседните буржоазии. Затоа, сосема се разбирливи многуте избегнување на воената обврска во овој период, дезертирањето од фронтот и паѓањето во заробеништво. А многу од заробените македонци, австриските власти подоцна преку Романија ќе ги префрлат во Бугарија, за повторно да бидат регрутирани овој пат во бугарската армија. Тоа беше нова несреќа за македонскиот народ и за неговата судбина во оваа светска империалистичка војна.
Jaz ima u 11 godini, jaz 3. godina su rodili, 11, 12 godini повече, mislim нема. На кметот селски ćemo naredat, sakame 100 jagninja od dvoja sela. Veto će da dade raspored, Trajkov Mitri će dade 3 jagninja, Petko 2, drugi od treći od 3 će zberat, će mu dati rekvizicija, vojska će izeme bez paritija. Koji sme dvojica v kućita, mažja, jedino stalno na patot. Po džajtu od Vošava do Konopišta, džade da pravime, posle na krena celu zimu, tatko mi doma javo mi Jajlevo, pa tamo pat pravime, celu zimu tamo. Na 7. dene će napuštat doma lep da se zemlji, pa tamo po jedne palatki leže mi vošktini iz doa. Tako, v това време. Беше ли сиромаштия голем? Како да не. Войската ќе одат неката се чичко снопите. Снопите месете тамо, ќе одат кај што се оде со каруците, вика, они бугарите, каруци вика. Ќе одат каруци и кренат снопите на гумно, ќе овршат, ќе извеят, ќе дадат 20-30 кила, другото ќе го земат жито. Они го земаа, они го вршеа. Они го вършеа, войниците, войската. Едва я преживеем. Со време војната се прошируваше на нови подрачја и држави. На 23. август кон силите на Антантата се приклучи Јапонија, а на 29. октомври кон централните сили се приклучи Турција. Западниот, источниот и Балканскиот фронт добиваа се поголема жестокост во меѓусебните воени пресметки на завојуваните страни. Бугарија веќе од поодамна беше наклонета да се приклучи кон централните сили и се подготвуваше за реваншистичка војна против Србија и освојување на вардарскиот дел од Македонија. Во тие подготовки, бугарската врховна команда ја формира познатата 11-та македонска дивизија, во која влегоа 33.046 македонци, а многубројно беа зајакнати и диверзантските чети под раководството на врховистичкиот водач Тодор Александров, кој им задаваше удари на српските единици во денешна Источна Македонија. Дипломатските контакти околу судбината на Македонија беа уште повеќе засилени, бидејќи Србија се наоѓаше во тешка воена положба на одбрана и нудеше отстапки на Бугарија за сметка на Македонија. Под притисок на силите на Антантата, на такви отстапки беше принудена и Грција, под услов Бугарија да ја објави војна на Турција, со што всушност би се обновил поранешниот Балкански сојуз. При тоа, на Бугарија и се нудеше територијата што таа ја загуби во Македонија со Букурешкиот мировен договор. А малку подоцна, гледајќи го блискиот воен пораз на Србија, силите на Антантата со нотата од 6 септември 1915 година, за да ја придобијат Бугарија и ја понудија дури и целата територија на Македонија, што се наоѓаше под српска власт. Но, Бугарија 2 дена пред тоа, на 4 септември 1915 година, веќе потпиша војна конвенција со централните сили за влегување во војна на нивна страна, со услов да и се остварат нејзините територијални претензии кон Македонија и кон делови од Србија. На 14. октомври 1915 година и официјално Бугарија зеде учество во Балканскиот фронт. Србија беше војнички поразена и српската војска и владата се повлекоа на островот Крв. На страната на Антантата пак, во војна влезе и Италија, која се надеваше на територијално проширување во Јадранското крајбрежје и пошироко. На западниот и на источниот фронт со големи обострани загуби се водеа тешки робовски борби. Англија и Франција извршија неуспешен обид за освојување на Босфор и на Дарданелите,
a po povlekувањето тие сили ги префрлија во Грција, откаде што заедно со закрепнатата српска војска подоцна ќе го образуваат познатиот Солунски или Македонски фронт. Подготовките за Солунскиот фронт започнаа уште пролетта 1915 година со доаѓањето на десетина илјади англо-француски војници. Овие стационирани англо-француски сили прв пат ќе стапат во дејство во октомври 1915 година, кога бугарската војска навлезе во Вардарскиот дел на Македонија. Пролетта 1916 година кон англо-француските сили на Солунскиот или на Македонскиот фронт се приклучија и закрепнатата српска војска од островот Крв, како и одделни италијански и руски воени единици. На другата страна од фронтот пак беа австро-унгарските, германските, бугарските и мали единици на турската војска. До мај 1916 година фронтот се протегаше од Охридско езеро до планината Беласица и долж реката Места до Егејско море. Тогаш Бугарија со централните сили успеа да ги окупира Серес, Драма и Кавала во Егејскиот дел на Македонија, а во август и Илерин и Костур. Француско-српските единици наредниот месец во септември 1916 година презедоа контраофанзива и притоа ги потиснаа германско-бугарските единици до нивните почетни позиции на Кајмакчалан. А продолжувајќи ги борбените дејствија, веќе на 19 ноември тие го зазедоа и градот Битола, а потоа настапи позиционо робовско војување. В 1916 година татко ми беше мобилизиран во српската армија на Солунски фронт. Јас имам фамилија, мајка, татко, мајка, баба, сестра и брат. И немаше кој да издржава. И тука Битола немаше ни дуќе, не беше порушено све од фронтот. И така бе принуден да варам начин за живот. Еден ден играме тука во една ливада до станицата, малата станица што беше, некои 20 другари. И има моментот, наидоа двајца французи, еден подофицер и еден војник. И од сите 20 како што играме ние таму нешто топка, и еден ми прави мене ме вика вака, по едно време викна уште еден друг. Дојдеме тука, одма близко тука до самата ливада кај што беше станува на Попевци, беше празен, евакуиран, тие беше наместени таму. И кога ојдовме таму, по едно време не вика, тој едниот подофицерот, ни даде чоколато и ни даде по едно парче леп. А тога беше во бугарската 14 година беше страшно. Само ченкарно брашно јадевме и тоа по една шака така. Кога видиме тој бели леп, ни свет на очите и чоколатото. И по едно време, како што јадевме, тој кувар што беше тој војнико, ми кажуваше во франски, ние не разбиравме. И за едно ќумурче ни нацрта една жаба во зидот. И ни текна, ни даде две торбиња вака мали, една мрежа од комарник, со тел, со тап да фаќаме жаби. А тука кај ше универзитетот сега, тука беше на Бавча на Оцевич, имаше панато гранати од французите, кои беа бугарите, имаше полно жаби во тие дупките. Има наполнаме 3 вреќулчини од тие. Од секој војник носи тие во фронтот како заштита за отворено место. Вреќулчина со земја и полнеја. И наполнаме кој видео тие се одушевија. И дада по 5 франака и по едно цело чоколато, по едно сомун леп. И јас го несов дома и мајка ми кога виде ме натепа. Шо е, рече, од кај го украде овој лепи ова чоколато? А му кажа, вака и вака французите ми дада. Добро, како било. И после 2-3 дена ме викнаа пак кај нив. Ме викна, а не, кој ватиме жабите на задран наручек, дадаа супа, по една снисла и по едно време извадаа тие жабите во 2 пајнци вака, само задните бутови, не знаеме што е тоа. Овој другар мој што беше, ме гледа вака и јас гледам убаво ми се сладиме, почна да јадам и по едно време почна да се смеа, тие знаеа дека ние не јаеме жаби и во моментот ми кажа, ова е жабите ова. Ова е се наси другар мој избега после да повраќа. Јас останав таму и тие ме задржаа и почна секој ден после кога му кажав од имам фамилија, ми дава леп, шеќер, носев дома све и така ме задржа, чим помина некој 10 дена, одма викна еден Шнајдер, нивни таму има војни, и од униформите војнички ми направи униформа,
со знак 19 артилеријски пук, тоа беше 19 артилеријски пук, 4-та батерија беше. А батериите беа кај ше Хераклеја се таму беа поставени, а тука беше штабот, телефонската централа и така почнав со ними да живеам и си носев дома храна и така фамилијата ми беше обезбедена. После 1-2 месеца дојде наредба да се преселиме од Битола во селото Грусти. И таму има фрлено милиони гранати. Во Братидол имаше скривници и германски артилеријски таму скривници правено и таму фрляме многу гранати. Таму и во Снегово, овде горе на фронтот, кај беше котата беше 248, се викаше, 248. Во тоа време народот страдаше многу. Во 1916 година на страната на Антантата во војната се приклучи и Романија. Во 1917 година пак во Русија избувна Октомвриската социјалистичка револуција и таа излезе од војната. А во војната на страната на Антантата се приклучи една друга голема сила – Соединетите Американски држави. Борбите на разните фронтови се одвиваа со променлив успех. Во 1918 година силите на Антантата извршија темелни подготовки за конечна победа над централните сили. На Западниот фронт германските сили доживеа 3 последователни неуспеси на нивните офанзиви. А потоа, во август 1918 година, дојде до противофанзива на силите на Антантата и Германија беше принудена да отстапи. Во тоа време Солунскиот фронт се протегаше од Валона, Охридското и до Преспанското езеро, кај Макчалан и Беласица до Струма. Од 300.000 војници во 1916 година. На овој фронт веќе имаше околу 1.200.000 војници, со еднаква бројност на двете завојувани страни. А во војната, по подолго колебање за која страна, се приклучи и Грција на страната на Антантата. Пред самиот пробив на Солунскиот фронт, силите на Антантата ги сочинуваа 180.000 француски војници, околу 150.000 српски, околу 130.000 грчки и околу 120.000 англиски војници. Сите тие беа распоредени на широк фронт од околу 450 километри. Во тоа време, да кажеме, ние како мали деца, туа беше се војска, едно друго. Туа имаше складалиште, да кажеме, од Певанамо имаше складалиште. Па ние тогава одиме по војската, да вземеме по некој задар да испитаме, да ни дадат и така се ранеме. Немаше тогава ништо засејано туа. Што имаше туа стока, едно друго, да кажеме, све изедува. Не оставија ништо со 4 нози. Татковците сите беа во рата, во војната. Па кога дојде време, да кажеме, од 14-та година до 18-та беше туа голем глад. Беше. Држеа до границата онома бугарите. Од таа беа србите и французите. И стално се носеше туа редовно храна, муниција, облекло, што треба, све до тоа. Значи, од туа носеа на шарапите, имаше војска, носеа горе авиаридоите горе, ноќе носеа со добици, со маски, со коње, оние големи гранати. Ноќе ги занесат и утре со бале ќе си доат рано туа и ќе се скријат, оти ќе нападна авиација германска туа, да не истепат добиците. И цела ден ќе лежат вака окупирани подземја и сетне вечер пак ќе стене, пак ќе продолжат да носат горе. И носеа жито, лед, што треба за војската, што е потребно, се носеше до тука. Од тука редовно одеше и тамо и вама се враќаше. И ко предава бугарите вама преку Црна, они отступија вама вија ридовете горе полок. Тука се задржа едно 6 недели 40 дена бугарите. А поново една јака офанзива
французите дадоа и протераа од тука до Маково горе. Од Маково тама се окупираа, подридојде, ископаа тулини и таму војската 4 години таму стоја фронта. Полето беше сето, значи пустоше, немаше луѓе, само жените. Остана и деца мали. Сите беа војници. И сетне дури 18 година кога се даде примиријата и тога и луѓето почнаа да купуваат овса, коника, теле, да заде плод, доведаат друго оси. И така ше постепено синомноши па стоката си дојде. Луѓето се собраа коса на жиги си дојдоа, си печалија пак имање друго. И сетне почна да ораа така земјата по нешто, да преведат жито нешто друго. А тешко се спроведе, немаше народа никако. Една коса беше тоа или на оса да купиш, 7 Наполеон беше во златове. Една крава беше да вода го зиниш, 50 Наполеони, 60. Нема каде да купиш, немаш, си изиде стоката. Раскапо беше. И така ше, од тоа време, значи, проживеа тој народ со големи макинеше. Пробивот на Солунскиот фронт започна рано утрото на 14 септември 1918 година. Веќе на 16 септември фронтот беше пробиен. На 23 септември силите на Антантата го зазедоа Прилеп. На 27 септември Велес, на 29 Скопје. На 29 септември Бугарија беше принудена да го потпише диктираниот мир од страна на победниците, според кој беше принудена да ја напушти Македонија, задржувајќи ги Пиринскиот дел на Македонија и градот Струмица. Веќе на 30 октомври од војната беше исфрлена и Турција, на 3 ноември и Австро-Унгарија, а на 11 ноември 1918 година и Германија. Првата светска империјалистичка војна заврши со целосен пораз на централните сили. Во војната беа претрпени огромни човечки жртви и материјални штети. Бројот на ранетите се движеше околу 20 милиони луѓе, а бројот на загинатите над 8,5 милиони луѓе. Материјалните штети беа непроценливи. Цели подрачја беа запустени. А во оваа војна се распаднаа 4 царства: Германското, Руското, Турското и Австро-Унгарското царство, и беше создадена првата социјалистичка држава, Советскиот сојуз. Во оваа војна, македонците масовно мобилизирани активно учествуваа како војници во армиите на неколкуте соседни балкански империјалистички држави, кои меѓусебно се спротивставуваа и правеа разни комбинации како да приграбат што поголем дел од Македонија. Ослободителните стремежи на македонскиот народ и овој пат беа изневерени. Само едно робство се заменуваше со друго и со завршувањето на војната Македонија пак остана територијално разделена и поробена. Македонците претрпеа огромни човечки жртви, а Македонија остана опустошена и осиромашена од војната. Маса луѓе се најдоа на работ на одржувањето на голата екзистенција. Нас, војството наш селкан центар беше близу, зад фронтова линија. Туа им
Трета Балканска дивизия у Мајдан беше. Ние имаме као поубава куќа у селото, нас ни истераат кујте у племја 3 години живееме со говедски балаги, со казманшкаме, наша куќа за затвор на Трета Балканска дивизија. Тоа ја изуши и затвара тие затворници осудени на смрт за Синџири, но сега и мачаа тамо, морозно лепче така гладилат. Страдаа. Идеја авиација французи да бомбардират аеропланите. И имаше железо чука, тоа железо знак, аз се аеропланите имија, и имаше бункери, блиндаши и викатори. И таму се нови цакрин бомбардираа. А криза беше, леп немаше. Вие села што беа тадено на грчка страна, се иселија вамо дојдоа. Фронтот се почна преку нивните села и тие се ромаси неко села што има на фронтовата линија, вамо се преврлија. У наш сел напанија многу, ние од Борско, од Боршчани, таму, Боровци, кај, да, си напанија. Што на душта крнаа тоа, сето му остана само на грба што можа да си понесат. Ами глад немаше лебо, се ромаси, жир во даба што имаше. Ќе го печат, ние имаме воденица, па ќе го мелат, ќе јадат. За сол беше криза и за лебот највише криза беше. Се ромаси на грбот, чорот ќе носат, тие села што беа избегаа таде, што имаа ниви покрај граница, тидат ноќе некој сноп, прво ќе го чукат и ќе го осат. Страдање беше големо. Оде войната 3 години, тоа и војска страдаше, а и цивилизација страдаше. Намаше. Джади се правеше, сега жива, од Демирка пија джаде преку тие клисурда, се пресече, жени и деца камења ќе носат и по едно сумунче леп само му даваа. Друго нема манџа, само по едно сумунче леп му даваа, да него се работи на смени. Од вие села сиде одеа таму, нашето село таму беше главни жени, ќе работат на смени, тие месец, па други, па треće и така. И се по едно лепче му даваа. А се направеше жичара, направија од Демирка пија до Свети Петар таму. Стоката иземаа добиците, волови, коња, мачи, дојден волот и го прегна, ќе го земат. Кози, овце, на 100 овци, 10-20 остават. Се војшта ишле за војшта ранеше. Во време на тригодишната бугарска окупација од 1915 до 1918 година, бугарските окупатори и нивните германски сојузници вршеа немилосредно економско искористување на новоокупираните подрачја. Тие вршеа постојани реквизиции на храна и го десеткуваа добиточниот фонд по селата, изнесуваа материјални и културни богатства, организираа масовна принудна работа преку работни логори, интернираа и депортираа цивилно население, вршеа убиства и масакри по селата и градовите и вршеа масовна регрутација и мобилизација за воените единици. Саботирањето на мерките на реквизицијата најстрого се казнуваше. Гладот стана масовна појава. Во такви услови на невидена експлоатација на македонското население се разви шпекулацијата со прехранбените производи, а цените добиваа невидени размери. За потребите на фронтот се градеа патишта и железнички линии, како на пример линијата Градско-Битола, Скопје-Гостивар-Струга, мрежа патишта на Галичица, на Беласица и други објекти, зашто населението мораше да оди на по 45 дена принудна работа. Во тие обемни градежни работи учествуваа по околу 9000 македонци во една смена. Петнаесет години бугарци, севци кои дојдоа овдеа, јазе на патовната тера да работам в Рожен. И бугарци дојдоа од каде Витолишта, од таде. На патот работиме. Не може поминат топовите. Не можат. Едно вечерка го взе еден грбач, увди, ја дете мало, ми го даде коња да го држат. Копај ни, копај таму. А ни рекоа 2 дена да име, леп неаме. Еден на чичи ми брат, леп нема леп. Увди, туа тия коњто преко тоа камењето, топовите поминаа. На една река имаше бичица да викат, па таму не се врве. Како взе грбачот тие офицерот. Увди, трепај, ја тие коњи го држат.
го пренепразија тие пат со тие топовите на пурове до вечерто да пука, да го ванат перидот, подолже да го ванат. И го ванаа тамо бугарците тоа место. И до тамо се задржа војната. Трета Балканска дивизија беше тука од Џирија до Битола држа. Генерал Бујаджиев се викаше тие чуа. Тука беше судото у Мрежичко. Затвор беше нашата куќа. Ние истерани од племја живееме. Тука живееме. Се војната. Перат. 12 фурни ноќе дењи печеа. Тука да му носат на војната леп. Исто така во неколку наврати бугарските окупатори спроведоа масовни акции на разоружување на македонското население. При тоа беше покажан невиден терор над населението. Десетици села беа запалени, убиени се стотици луѓе, а голем дел од населението се депортирани во специјални логори во Бугарија. Дезертерствата беа секојдневна појава, а посебно беа масовни во времето на офанзивните дејства. Во војничките редови се почести беа и разните бунтови за завршување на империалистичката војна. Бегунци кои бегаа од фронтот, тие се фаќаа, некои избија на планински, татко му избега од фронтот, од Јарибица. И сете 3 години се кри тамо. Као отстапија бугарите, као дојдоа србите и то го не спадна. И такви луѓе имаше многу така што бегаа од фронтот и преживија си останаа живи. Егејскиот дел на Македонија пак главно беше под окупација на силите на Антантата на чело со генерал Сарај. Селата и градовите претрпеа огромни штети од постојаните бомбардирања. За размерите на војните штети во Македонија доволно илустративно говори фактот дека од 19. ноември 1916 година до 31. декември 1917 Битола е бомбардирана со 13.415 проектили, при што се убиени 508 лица, а се ранети 755. Вкупно 3198 згради беа оштетени или уништени. Голем број села беа срамнети со земјата. Со наближувањето на крајот на војната, интересирањето на западните сојузници за македонското прашање постојано се зголемуваше. Наспроти постојаната бугарска, српска и грчка пропаганда, тие се обидуваа да спроведат самостојни анкети среде македонското население, што им создаваше многу главоболки на пропагандистите на соседните балкански држави. Во тие анкети се констатираше дека македонците се посебен народ, дека се разликуваат од бугарскиот, српскиот и од грчкиот народ. Првата светска војна создаде илузија кај извесен број од македонското население, дека по праведното завршување на војната ќе дојде до создавање слободна Македонија како посебна држава. А такви барања беа присутни и во многу средини на македонската емиграција во светот. Така Крстем Исирков уште на 6. август 1914 година, како представник на Македонија на Општо словенското собрание во Одеса, поради придонесот на македонскиот народ во борбата против централните сили, бараше да се упати манифест за обединување на цела Македонија во една држава. Во еден свој напис, пак од мај 1915 година, место распарчување на Македонија, тој бара создавање автономна Македонија, заклучувајќи дека автономијата на Македонија ќе биде најдоброто решение за македонското прашање, како за самите македонци, исто така и за Србија, Грција и за Бугарија, и за европскиот мир. Ваквите барања до големите сили, Русија, Англија и Франција, остануваа без резултат, но се создаваше позитивно јавно мислење. Така специјалната комисија на Советот на друштвата за словенска заемност во Петроград на 8 јуни 1915 година донесе резолуција по македонското прашање во која меѓу другото се вели: најправилното решение на прашањето би било образување целокупна и независна Македонија по пат на одвојување на деловите на Македонија кои ги зазедоа Србија, Грција и Бугарија во 1913 година. На тој начин, на крајот од многу напатената земја, распарчена на 3 делови, ќе се создаде единствена држава
koja ќе може слободно да се развива во рамките на самостојно постоење. Слични барања беа поставувани и во други средини среде македонската емиграција. Со таквата идеја и населението во Македонија го очекуваше крајот на војната. Но, едно беа желбата и стремежите, а реалноста друго. Македонија и понатаму остана обесправена и поделена, без да се признае посебниот национален идентитет на македонскиот народ од страна на владачките балкански буржоазии. Заврши едно воено време и престоеше нов период на организирање на македонското национално ослободително движење.